Почитувани, добар ден, време е за вашата црвена линија. Се разбира на самиот почеток, нема да пропуштам да ве подсетам што не смеете вечерва да пропуштите кога станува збор за програмата на Телма телевизија. Бугарска железна завеса за Балканот. Можен ли е пресврт? Дали францускиот предлог е опасен преседан за Европската Унија? Колку простор има за уште еден болен компромис? Во топ тема дебатираат Никола Димитров, Ненад Марковиќ и Алберт Муслију. Гледајте вечерва топ тема во 19 часот и 15 минути со Сања Васиќ. А сега е време да ве подготвам за денешното издание на Црвена линија. Оние кои што се редовни наши гледачи и секако оние кои што ја прават Црвена линија знаат дека нашиот добро познат телефонски број можат брзо да го завртат на 02-307-6677. Но она за што ќе дискутираме денеска е секако прашањето кои се алтернативите и начинот на кој што ќе се грееме нареднава сезона зимска. Зошто го велам тоа? Бидејќи струја не се знае дали ќе има, а ја немам. А и кога ја имаше, ја немаше. Парно на жими мајка. Пелети суво злато. Дрвата веќе ги сековме и личи дека останува да не грее само љубовта. Како и досега. Она што ве прашува Црвена линија, на што планирате да се греете наредната грена сезона? А за оние кои што не следат на Инстаграм и оние кои што се уште не почнале, време е да го кликнете добро познатото копче follow, да не заследите и да одговорите на денешната анкета. Си купивте ли ќумбе? Тоа ве прашува Црвена линија на Инстаграм, одговарате со да и не, а секако резултатите ќе ги соопштам таму некаде по рекламите, од кога нели ќе дојдеме некаде кон крајот на ова денешно издание. А сега сме на самиот почеток на Црвена линија, затоа не заборавајте 02-307-6677. Она што сакам да ве прашам во Црвена линија е дали кроите план, размислувате на план Б, С, Д, околу идејни решенија како ќе се грееме оваа нова грена сезона. Бидејќи летото е на самиот почеток, но времето се врви, а нашиот прв гледач во Црвена линија веќе ни открие како планира оваа наредна зима да се грее, а сето тоа да не биде фатално по џебот. Добар ден. Да, добар ден. Секој добро, Црвена линија. Поздрав. Поздрав до вас и до телевизија Телма. Искрено да ви кажам, ова тема е добра, што ја поставивте и е добра за дискусија, затоа што ние граѓаните од град Скопје, кои се над 60.000 почитувачи на грената сезона на парно затоплување, затоа што живееме скоро сите во згради, сем парно и струја, ние не можеме друго да користиме, да се разберем. Затоа, јас, без разлика, веќе регулаторна комисија изеде лиценцата на БЕК, и требаше да ја земи, затоа што тие луѓе со лаги направија да користат благодет од граѓаните толкави пари и на некој начин да немаат основни средства за работа. Тоа е веќе превара и заблуда на државата. Затоа регулаторна комисија ја одзере без разлика. Вие како планирате оваа грена сезона да го менаџирате трошокот? Парно затоплување да има и понатаму. Јас се надевам дека парното затоплување ќе биде присутно во град Скопје, затоа што тука става рака државата и владата ќе го преземи сето ова што треба да се греат и институциите и граѓаните. Ви благодарам многу. И аз ви благодарам за тоа што го пробивте мразот во Црвена линија и со вас почнавме. Аз се надевам дека набрзо ќе почнеме и продолжиме и со следниот гледач. Ајде да ни откриеве како планира да се грее наредна грена сезона. Добар ден од Црвена линија. Добар ден. Секој е добро? Да. Еве да слушаме дали ќе ве грее љубовта или имате поинакви идејни решенија за новата наредна грена сезона? Јас се греам на струја. Така, имате ли високи сметки? Да. Имам греалици, имам... Купам греалица, купам. Татко ми беше директор на регбито, ако знаете. Само
ми почина, татко ми сам останав и мајка ми почина. Добро. А брат ми не води грижа за мене, не води грижа. Брат ми има, јас имам дечиња. И добро, еве сега дали ќе ни откриете на што се греете вие? На струја? На струја. На струја. Климата е идејно решение или може би имате котли за парно? Не, јас имам парно на струја, електрични градици, купам и нон-стоп ги купам, ми се расипат, па нон-стоп морам да одделам, например, 3.000 од пензијата за гралица, 3-4.000 за гралица, па купам нова, па ќе ми стуи. А еве сте размислували ли да се греете на дрва? Тешко ги врвам зимите, тешко ја врвам. А сте размислували ли да се греете на дрва? Не може во зграда сум. А, во зграда, ништо токаш. Не може во зграда. Да на плинска печка ви таа опција да прашаме? Па плин не се греем, на струја. Само струја. Добро, благодарам што се вклучивте во Црвена линија, останете да не следите и секако да слушнете што ќе ни откријат следните гледачи. А време е да слушнеме што ќе каже овој гледач. Добар ден. Се надавам намален е тонот на ТВ приемникот. Добар ден, Црвена линија. Дали се слушаме? И по кој знае кој пат, ама тоа е правилото, за да подобро се слушнеме, намалете го тонот на ТВ приемникот и зборувајте преку слушалка кога ќе ве вклучат. Добар ден. Добар ден. Убаво ве слушам, се надавам дека и вие нас. Вие ме слушате, меѓутоа ние никако не ве слушаме. Дали верувате нешто, техниката не е во ред? Ама како претходните не слушаат, не знам. Не го слушаме, не па на соговорникот се зборуваше. Ајде кажете ми како планирате да започнете гледате? Дека се слуша говорот, а чим се слуша преку телевизорот, па ќе го чујат другите, не мора јас или да ве слушам или да разговараме, еве, да кажам и јас за ова, за грејењето. Секако. Па едно време сите бевме селани, може би 90%, и се греевме на дрва. И воздухот беше 1000 пати почист од сегашниот. А сега тој плюс лагоден живот, град, за да се живее лагодно, е грејењето почна со парно, со смарно, со плин, со нафта, со чумур, со не знам како ни не, со газ, сега гасови централи, гасови загревања. Ама еве, владетеливе наши, ако се загасени гасно, тие не знаат што да прават и парите ги усмеруваат по погрешни насоки, даваат на СМ, покриваат трошкови, даваат милиони тамо, милиони вамо, купуваат струја која не треба, која е 5 пати поскапа и затоа сега луѓе ќе се чудат по градовите како да се греат зимовска, инаку јас останав селјак и пак се греам со дрва, а нека му мислат тие што се усмерени кон лагодниот живот, пошто лагодноста заврши, ќе снема и леп, не дрва, не нафта, не плин, не знам што. Како што сме... Благодарам и цениме што се вклучивте во Црвена линија и слушнавме какви идејни решенија околу наредната грејна сезона имаат гледачите кои што се јавија. Ајде да слушнеме што ќе ни открие следниот. Добар ден. Дали се слушаме Црвена линија? Намалете го тонот на ТВ приемникот. Добар ден. Така, имам ехо. Еве ве слушам. Вие сте во Црвена линија, повелете. Вие велите дали со што ќе се грееме, така? Така, еве вие како планирате? Јас мислам дека најточно што го рече со љубовта, да се грееме со свеќа. На свеќа и на љубов. Добро. Да, ништо повеќе, да. Зашто плинот е скап, велите струјата, она што е се грее на струја скапа, била неефтина, била мора да се грее. А на плинот е многу скап, поради тоа дрвата се малце ризични, тешки. А сметате ли дека со волку многу поскапување и љубовта поскапува? Право пропорционално. Точно, не е точно. Љубовта баш поевтинува. Добро. Така е, мислам. Еве, вие на што се греете сега, додека не преминете на љубов? Сега не се греено ништо, денеска е топло. Не, до сега. Не зборам за лето. На пелети. На пелети. Еве, задоволни ли сте? Презадоволни. Така.
Што ќе им порачате на останатите гледачи кои што можеби немаат идејни решенија, размислуваат како да се греат покрај љубовта? Ја мислам на гледачите треба да му предложите прво дали ќе имат пари да купат за јадење, а не како ли за грејање. Дали ќе си имат пари прво. Јас сум президент, за мене све исто. Разбираш? Така. Добро, дали ќе купите ќумбе? Тоа прашуваме на Инстаграм. Имам јас ќумбе, пред тоа јас имам ќумбе пред тоа, не го фали си го трена на трва. Ако дојде до потреба и трва ќе се употреба. Така треба. Благодарам, она што треба е секако да продолжите да не гледате. Ајде да видиме што ќе ни каже следниот гледач. Добар ден. Добар ден, дали јас сум во програма? Да, вие сте во црвена линија и секој е добар. Благодарам. Па на што се грееме? На разбирање прво. Треба да знаеме да штедиме, не само сега, него и до сега во минатото и нормално во иднина. Ние се грееме претежно на дрва, комбинирано со струја, кога надвор температурата е повеќе од -5, уклучуваме дополнително греење на електрична енергија, на струја, народски кажано. Сега моите простории се мали, околу 15, две простории греам, околу 15 квадрати. Сега може би за некого тоа е сиромашно обстојување, за некого може би е луксус. Секој според можностите, да ви кажем. Знаете дека цената на дрвата е во моментот... Јас имам дрва годинава. Годинава, да. Се најавува поскапување на дрвата. Јас сум невработена од здравствени причини и многу си штедам, печката на дрва е таква што можам да регулирам. Кога треба повеќе да гори, кога помалку, кога треба да ми биде потопло, кога поладно и така натака да отворам врата, откако ќе готвам на дрва, ќе излуфтирам, па ќе отворам и другата просторија ќе ми се стопли. Знаете, овие проблеми сме ги имали во времето во Југославија. Ги имавме и откако сме самостојни. Не ова прв пат. И сега е глобална криза и нас малку тоа, знаете, ние сами како да не фаќа паника. Зошто реков треба да има разбирање. Благодарам што се вклучивте во црвена линија. Интересни идејни решенија и совети се даваат во ова денешно издание. Ајде да слушаме како планира следниот гледач да се грее новата грејна сезона. Добар ден. Ало, добар ден. Секој е добро. Јас сум Бристи Илиевски од Велес. Голем поздрав. Меѓутоа, јас не би ви дал совет, јас како ќе се греја, бидејќи јас доаѓам само летниот период во Македонија. Јас би дал совет за државата малце да преземе мерки и да ги употреби машините за коп во Битола, во рек Битола, а не да машините седат и не се работи, и кога ќе дојде зимскиот период, властите си прават профит и купуваат киловатите поевтино, а ги продаваат поскапо на потрошачите. Малце преземете мерка со државниот систем. Државата треба да се грижи за луѓето во Македонија. Ова е жалостно што се случува во Македонија. Едно семејство да нема струја на денешница во 21 век. Тоа е страшно. Они само се расправаат политички, само зборуваат во парламентот, а ништо не се прави за населението. Ќе зборуваме дрва, ќе зборуваме воа, ќе зборуваме ноа. Не треба да се зборува за дрва, за струја. Кој како може. И загаденоста била од дрвата. Не е браќа и сестри од дрвата. Отпадот што го купуваат и што го горат. Треба да се преземе мерки малки. Благодарам што се вклучивте во црвена линија и ги кажавте и вашите размислувања и сега кој искуства кога зборуваме за тоа што е можеби најдобро, најекономично, кој треба да превземе одговорност и всушност како ќе се грееме во наредната зима. Добар ден. Добар ден. Секој добро, црвена линија, да, повелете. Благодарам. Ова казаме, не да ви кажам најискрено, најдобро е да се грееме со дрва, затоа што дрвата може да ги користиме што се вика поред за греење, пата да готвиме на што се вика и потопло се чувствуваме, по-голема калорична вредност и така. Меѓутоа, што да правиме ние со нашите градби, каде што, да речеме, се гради непланирано, нема оджаци.
се гради, но нема подруми. Зашто ако веќе со дрва се грееме, треба да има подрум каде да ги складираме. Ако се грееме со пелети, треба однапред да ги купиме, значи негде да ги складираме. Така да кај нас, значи, греењето е најнерегулирано во сите сегменти и затоа нека му Господ помогне на сите, кој како знае, како уме, така ќе се ставлja и така ќе се грее. Кај нас, тоа е тоа. Јас ќе кажам прост пример. Пред 50 години купив стан со парно, а никогаш не го уклучија парното. Толку сме ние, значи, планираме како ќе ни биде греењето, како ќе ни биде, што се вика, утре подобро или полошо. Тоа е прост пример сам. Не знам, што да ви кажам. Дали обезбедивте дрва ева за новата грейна сезона? Нема кај да ги чувам дрвата, нема подрум. Тоа е проблемот. Да ги чувам надвор, или ќе ги пати невреме, или ќе ги собера комшиите. Така. Благодарам, цениме што се вклучивте во црвена линија. Одиме со следен гледач. Добар ден. Добар ден. Убаво ве Струја и во Југославија имаше големи рестрикции, па идевме едни кај други, ако е по 4-5 сата и не знам колку. Така да тие што имава парно, идевме кај нив и нешто правевме, меѓутоа ова сме го поминале многу. А меѓутоа ме чуди толку дожд, толку поплава. Што прават хидроцентралите? Каде мора тоа да се произведува струја? Ве се жалева, нема дожд. Видите какви дождови, какви поплави имаше. Каде е таа струја од тие хидроцентрали? Значи, ја не можам да сватам само све нема криза во она, а толкави сепак имаше, не може никој да каже. Друго, евете една Германија веќе преоѓа на јаглен за струја да произведува, а ние што чекаме? Кога ќе дојде, да не речам, оваквото јајцето, кога ни дојде зод, тогаш ќе правиме. Јас, например, имам на струја, имам ќумбе на брикети, така да можам. Задоволни ли сте од тоа ќумбе на брикети? Ги задоволували вашите потреби околу економичноста? Тоа ќумбе ти е злато, бетерот парно. Ја го имам купено во Југославија, може 40 години кусур, не знам колку. Тогаш беше и многу скапо, го купувавме и на рати. Така да само дотура, сабајле, поручек, вечери, кој имаш парно, еднаш у недела, чистиш тоа пепело. Мислам, убаво, не можам овако да кажам. Меѓутоа, секој не може, не знам се, има станови што нема тоа. Така, нема такви услови. Благодарам што се вклучивте и вие во црвена линија. Драго ми е, звони телефонот. Ајде да слушаме какво искуство има следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Игоре, уште една сакам да... Од татко ми беше директор на РЕК Битола, да ви кажам. Вајка, РЕК Битола има сила да работи 100 години. А веќе помине 80, кога татко ми беше жив 80. РЕК Битола 100 години научнико, кога се отвори РЕК Битола, рече 100 години. Сега не е то само, драги гледачи, драги Македонија, не е то само РЕК Битола, трафостаници, значи треба да има сапунчица, овие во Струмица, во Нижополе, има трафостаници, има магли станици, има термоцентрали, има, како да ви кажам, термоцентрали, трафостаници, има, РЕК Битола е рудник, нов рудник, кај што има јаглен. Треба нов рудник, како, са извинење, мене ми остана, не знам други рудници ни в светот, ама Чернобил, добро, тој пукна, тој грешка, добро, Чернобил ќе спомнам, беше рудник, ама не знам други рудници во светот, ние сме РЕК Битола, еден рудник, познати, ама друг рудник не знаеме, хвала, пријатно, толку. Благодарам што се вклучивте и еве има една интересна информација кога веќе зборуваме за РЕК Битола. Електраните што користат јаглен се уште загадуваат со огромни количини прашина и суфор диоксид. А интересно дека РЕК Битола и Осломе и понатаму се меѓу најголемите загатувачи во регионот, но и во Европа. И ова го покажува новиот извештај на Sea Bankwatch Network. А она што верувам го покажува бројот, така 023076677 и вклучувањето верувам на нов гледач. Добар ден.
Добар ден. Ако може малку погласно, вие сте во црвена линија. Ви благодарам. Повелете. Да се дискутира на ова време за грејење и сите други основни потреби, тоа е срам за владата, која што на една педа земја има најмногу министерства во Европа, во најразвиените држави кои што ги нема. Дали можат да земат некои поуки од држави кои и не се во Европска унија и не сакаат да бидат во Европска унија, а становите им се комплетно затоплени. Имат можности за добра исхрана, добро облекување, значи сите потребни услови за живот, најнеобходните и плюс и за други потреби кои што си ги носи самиот живот. Да се има рек, па да се коментира оти загадвал како Јосломеј, нема тука никаква логика. Колку пати се надплатени филтрите против загадување? На што се греете вие и тоа сакам да ве прашам? Се греам на дрва. На дрва, набавивте дрва? И тие се порачени, не се донесени и не значи дека која е цената, дрвото ако е... може да ни откриете и да ни ја кажете цената, бидејќи... Цената е од кубик дрва повеќе од 3000 денари. То не значи дека е ефтино грејењето на дрва. То не значи ако треба просечно семејство и то загреваме една мала соба да потроши 10 кубици дрва. Благодарам што се вклучивте во црвена линија, го пренесовте вашето и мислење и искуство околу тоа на што и како се греете. Внимавајте само на тајмерот, 90 секунди е времето за излагање. Добар ден за новиот гледач. Дали се слушаме? Црвена линија. Добар ден. Има фонија, осеќам ехо, значи има некој на линија, но најверојатно дали го намаливте и тонот на ТВ приемникот за подобро да се слушнеме. Добар ден. Добро, што ме така, еве, ќе одиме унаму каде што никогаш не забораваме како црвена линија, да издвоиме, а тоа е што коментира кога станува збор за грени решенија Твитер заедницата. Па еве ќе почнеме со твитот на Малиста Пуликала. Велат лажат Козаев. Зетинот е уште 160, кубик дрва стигна до 4500 денари, а бензинот и вечер иде за плюс 2 денари. Сега ќе одиме на уште еден твит. Инспектор Мамли. Епа нема оџак во ниту една нова зграда, плюс кубик дрва е 4200 денари, а пелетите чинат 450 денари. А она што е највредно во моментот е гледачот кој што ќе го вклучиме сега во црвена линија. Добар ден. Добар ден, добро ве слушам. Одлично, секој е добро. Да, баш ми е мило, девојко. Јас сум веќе над 80. Препорачи имам јас, препорачи. Секој што може да се снабди дрва, а за сите зимата е иста. Дрва има, погрешно нека не ве информираат. Јас имам шума, јас сум планинарка, мада имам 80 кусур години. Во ова пролет го прошетав цело Демифисар, појдов до грчка граница од кај Приетор. Мариово нема дрва, од секогаш немало и нема да има. Дрва ќе има. Јас набавив околу 10 кубици битола, значи на 2800, втора класа. Тоа се стебла без гранки. Нема потреба па од исцепување, тука се штеди. Значи да не се секират граѓаните кои што имаат печки, онама кои што има оджаци, за да се намали потрошувачката на струјата. Значи мораме да ја штедиме. Од рек многу да не се надеваат, бидејќи бев и таму на шетање, јас сум шеталка, планинарка, имам доста кондиција. Машините лежат во вода. Така.
И 90 секунди истече, но благодарам што зедовте учество во Црвена линија. Продолжете да не гледате, секако да слушаме што ќе ни каже следниот гледач. Добар ден! Добар ден! Дали се слушаме? Еве, јас ќе го искористам времето, се надам дека ќе го намалите тонот на ТВ приемникот за да зборуваме преку слушалка и да се слушнеме подобро. Денес зборуваме за тоа струја не се знае дали ќе има, а ја нема, а и кога ја имаше, ја немаше. Парно некако звучи дека ќе биде на жими мајка, пелетите се суво злато, дрвата веќе ги сековме и сега останува да мислиме дека можеби љубовта ќе не греа. Тој го кажа некаде таму првиот, вториот гледач. Добар ден. Добар ден, Црвена линија. Да, за дрвата. Било за парно. Ако може малку погласно. За дрвата. Добро, повелете. Дрвата, душо, кој може да купи 3000 еднометрови дрва? Ами ние што имаме по 12.000 пензија, дали да јадим, дали лекови да си купиме, дали дрва да си купиме. За сиромавиот секогаш е сиром. И со парно не може, и со пелети не може, се остап. Со 12.000 пензија, ја кажем, дали можам да соберам дрва? Еве како се снаоѓавте, бидејќи тоа навистина е голем предизвик на таков буџет да обезбедиш топол дом? Ние си знаеме. Тешко на еднометро дрва, од 3 нагоре. Сега е веќе 4800 денари. Да. И кој не до кај се ходи вас по пати? Ај кажи како да живееме ние сиромасите. Тие што има, така има. Има и за сопарно, има и за пелети. Па некој не може ни ќумбето со пелети да се купи. Некој е споре по-старо што се нашто, а дрвата дали може да има баја. Тешко на народ. Кажам многу тешко. Тешко, претешко. Сите ли можат тоа да го издржат? Дај Боже, сите боја да го издржат, ама не можат да. Благодарам што се вклучивте во Црвена линија. Во меѓувреме додека очекуваме, а веќе имаме гледач на 0230766677. Нема да должам многу, веднаш велам добар ден. Добар ден. Одлично ве слушам. Видете, ја како не им е срам на прошлата влада со Скопје 2014 што направија и патот Кичево-Охрид. Тоа може да направат 2 централи, а тие направија стиропорни Скопје, па Скопје нека се грее на стиропор се, што правиме. Ама најголема грешка е што ние останалите се грееме. Вие на што се греете? Молим, ние на струја. На струја, како, имате ли високи сметки, како го менаџирате? Сметките не се високи, штедиме и ние, ако сме на струја. Размислувате на други алтернативни решенија за новата сезона? За новата сезона ништо, ќе штедиме, малку чебиња ќе купиме, ќе се покираме и така. Добро. А со Скопје 2014 стиропорот и Кичево-Охрид патот може две добри централи да се направат, ама тоа толку памет имаме и затоа ова година ќе се грееме, ќе видиме како. Бидете поздравени и имате убав ден. Благодарам што се вклучивте во Црвена линија. Бидете поздравени ви. Секако останете да не гледате до крајот на ова издание. Добар ден. Ало, добар ден. Убаво ве слушам, секој е добро. Па еве, оваа наредна зима како со грејењето? 100 дрва ќе се грееме. Веќе ги снабдивме пред месец По дена. која цена? Точно? 3700 денари. Ама сега се веќе многу поскапи. 4800. Да. И ги нема. Гледам тука, што имам соседи ова, веќе имат нарачано, ама не им ги испорачуваат, значи ќе бидат многу поскапи. Така. Иднава зима ќе биде лошо за граѓаните што греат на парно грејање, особено на електрична енергија, ако некој планира. Ќе тешко да ја има. Многу тешко да ја има. Газ можеби ќе има, можеби ќе нема да кажа и на регулатор на господина Марко. И нема Скопје веќе оператор кој да го греа, ако не се избере од тогаш дали ќе има и во што време. А за струја да не збориме, значи јас имам термопечка, ја ставив буквално нека седи за подобри времења некош, ако некош биде појатен на свет, што не верувам.
На дрва се грееме, на проблемот си го решам. Јас секоја си ова време си купувам, мај, јуни си купувам дрва, така да не е проблем никако. Навремено. Да, дефинитивно секој пат тоа е така. Не може да се оставам да купам октомври во ноември дрва, тоа никогаш не се прави. Значи се купуваат рано да бидеш подготвен за наредната зима, така да оджакот ќе го средам и така да нема гаѓаме. За државата ќе биде многу тешко, бога ми. Не знам, луѓе од држава скоро не презима ништо. Да планираш да се грееш на струја во наредната зима, не знам дали ќе има струјата воопшто. Еве гледаме тез битоле во хаварија, сите машини им се потонати во вода, така ќе биде многу лошо. Благодарам, цениме што се вклучивте во црвена линија. И сега да видиме дали имаме следен гледач. Добар ден. Добар ден. Еве звони телефонот. Добар ден. Се надевам дека и трета среќа, моето ново здраво и добар ден ќе биде успешно. Дали се слушаме? Добро, одиме вака сега и ќе повториме вест која што можете секако многу подетално и поопширно да ја дознаете и прочитате на telma.com.mk информација дека БЕК остана без лиценцата. Особено ова ќе ги погоди скопјани кои што се греат на парно, а од регулаторна воедно и предупредија кој да ги грее скопјани оваа зима навреме ќе треба да обезбеди и алтернативно гориво. Ете, тоа е една интересна вест и меѓу другото и веќе кажеме дека со украинската криза и Германија кој има се помалку газ, најверојатно ќе се ориентира и кон нееколошки јаглен. Верувам дека на 0230766777 ќе слушаме интересни идејни решенија. Она што е најважно е економски да може да ги издржат граѓаните. Да видиме што ќе ни открие следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете црвена линија. Не можеме да си купиме дрва, се живо качија. Намалете го телевизорот, тонот на телевизорот намалете го. Ете, јас се слушам таму како ехо, затоа и не се слушаме убаво. Платите се слаби. Така? Се живо качија и кога ќе си живее? На што се греете? На дрва не можеме да си купиме мали плати. Набавивте дрва? Не. Добро. И кога ќе ги набавите? Еве, бидејќи имаат нова цена, гледачот рече дека успел да ги набави по цена чинам 3500, но сега веќе чинат 4800 денари. На воздух ќе се грееме. А на љубов? На воздух. Добро. Не. Треба министрот там да биде и да се јавуваат народот, а не така. Продолжете, времето си врви. Дали го имаме гледачот се уште? И еве времето истече. Значи еве јас ќе повторам по кој знае кој пат, но тоа е многу важно. Кога ќе се вклучите во црвена линија, намалете го целосно тонот на ТВ приемникот за да зборуваме преку слушалка и да не губиме време и да ви го земаме вашето време од 90 секунди на добар ден и дали се слушаме. Здраво, црвена линија, добар ден. Ало, добар ден. Ако може малку погласно. Добар ден. Добар ден. До возителката и до Република Македонија. Поздрав и до вас. Не прифаќаме прекрстување овој северџаните. А за грејењето зборуваме денес, ве молам. Сега, во 2016 година, слушайте, не, од 2006 до 2016 имаше пошумување. Ме слушате? Да, продолжете. Кадри имаше за откривање на саботерите на пожарите под плат, под митинг. Тие ги снема. Демократа во собранието, значи поскапо цената, ја ставија сега китеп. На што се греете вие?
така. Техническата куќа ја продае 16 милиона, само до пари да добре. И рекета и бизнисмените ги плачкаат до пари. Исто сега и ово. Ово на што ќе се грееме. Па не е способно владата, гледа се. Ништо пред време не се грижи. Укажува и опозицијата што да работат, тоа не го прифаќа. Опозицијата и до наше здравствена опрема, они неспособни, не донесеја ние здравствена болница, опрема во болница. Неспособни. Сметала и повеќе и причини. Значи, неспособна во се институција не функционира. Благодарам, цениме што ги искористивте вашите 90 секунди да го кажете вашето мислење во ова издание на Црвена линија. Веднаш преминуваме на новиот гледач. Добар ден. Добар ден. Одлично ве слушам. Тоа е добро. Па, еве, на што се греете вие? Дали го имаме гледачот, се слушаме ли? Да, тука сум, само дали се слушаме? Да, ве слушам одлично. Повелете. Вака. Па гледам, тука имате добра тема, убаво е, но не знаеме зашто така коплаки само вамо таму. Секојаш било скапо за сиромашниот, не разбираш? Така. И сега тоа е шок, што ќе правиме сега? Убаво рече тој пред 4-5 гледачи таму. Така. Дека ќе земеме по чебиња, ако треба и ќе спиеме и со панталони, со не знам што. Или ќе бидеме девојчето со кибричињата приказната, но тоа звучи премногу сурово. На што се греете вие? Како си го менаџирате буџетот кога ќе дојде зимата? Па види сега, да ти кажам дека ние скромно живееме, например, колку толку. Сега, например, порано било и богати и сиромашни, не разбирате? Така? Но сега и тоа веќе има повеќе богати и повеќе сиромасни. Таа средна класа више ја нема. Така, благодарам за вашите 90 секунди кои што ги искористивте да ве слушнат гледачите. Добар ден до следниот гледач. Ало. Одлично ве слушам и вас, повелете. Ало. Ве слушам, повелете, Црвена линија. Да. Овдека една пензионерка. Голем поздрав до вас. Па видите, ние се грееме на пелети. Така, задоволни ли сте? Задоволни сме, ама со ценава никако не сме задоволни, а пензионери колку можат да купат со пензија? Само за лекови не стасуваат пари. Ме слушате? Да, продолжете. Па сега пелетите отидоа до таван, така речем. Која е моменталната цена? Цената 350, 380, 450, зависи од квалитетот. Па што да кажеме друго? Живот нема. Имате уште секунди? Имате ли уште нешто да додадете? Ало, ама некој друг ми се меша во разговорот. Не, продолжете да се изборувате, ве слушам одлично. Кажуваат дека нема да има струја. А котелот работи на струја. Так. Ало? Продолжете. Котелот работи на струја, а и да имаме пелети, како ние ќе се топлиме, кога котелот нема да функционира? Тоа е нашата држава. За народот ништо не се мисли, за сиромасите ништо не се мисли. Само за нивните джепови да се наполнат. Толку е народот револтиран, јас не знам како мислат да живеат луѓево. Благодарам и вам за вклучувањето во Црвена линија. Преминуваме на следниот гледач. Добар ден. Здраво. Здраво, како сме? Се надеваме добро. Која опција за наредната зима за грејење? Љубов, кебе, пелети, дрва, струја? Види вака, значи, да се снајдеме, ќе се снајдеме, значи, било што и да е. Значи, пелетите, ја пример, не би ги препорачал да се користат за огрев, затоа што имаат у нив восок. Значи, како свеќине што имаат. Ме разбирате, тоа е отровен.
материјалот е отровен, значи болje дрво да се пали него пелета. Плюс ете женава каже, во нема струја, џабе ти свеки пелети, само може да се така да ги гледаш и да им се радуваш. Струјата скупа, значи, и со тенденција да биде поскапа. Парното исто така е, овие пукна, да се ка Energy Group, значи дрвата е да суво, затоа сте причале. Па вака сега, ако продолжи вака, или ќе не грее љубовта, и ќе гледаме како што беше она Суитар Пео приказана, се греел он на керамиди у Мариово, а у Прилеп некој ќумбе горело таму некоја куќа. Знаете приказната, после тоа требало чорба да ја тие бегот и компанија. Така ќе биде изгледа грејањето на daljina. Ќе го образуваш дека се грееш, а уствари си се смрзнал. Со Bluetooth поново. Со Bluetooth поново. Да, може да преку интернет. А някоја задња опција би препорачал граѓански немери. Значи, народот да... Благодарам што се вклучивте во црвена линија и пред рекламите вклучуваме уште еден гледач. Добар ден. Добар ден, дали ме слушате? Одлично ве слушам, повелете. Поздрав до вас и до редакцијата. Интересна тема, многу на што и планирате да се греете. Па, јас би бил најзадоволен кога зимата би била блага и така како да пролет се смени да биде, климата да речеме, овде и наместо континентална тропска. Што сте го наредиле тука. Се шегувам. Се шегувам. Мислам дека е најлошо да се грее, најдобро да се грее на парно. Ама еве сега, верувате ли дека брзо ќе се реши? Ако е овој исклучен бег, мислам дека сепак Скопје, каде што највеќе има парно, корисници мислам дека ќе биде и најевтино и најредовно. Струјата моментално е исто така интересна, затоа што барем за сега е на околните држави кај нас е струјата најевтина. Тоа е докажано, има податоци за тоа. Меѓутоа е несигурна во смисла на тоа дека ако биде многу ладно, може да не фатат оние високите тарифи, да отидеме, пенсијата да отиде. И пумпите на парното работат на струја. За вакви трошоци. Инаку за дрва и пелети не би се греел. Молим? И пумпите за парно работат на струја. А и пумпите. Па велат дека ќе бидат на нафта, не знам. Така да ја се додав пича дека се е поврзано меѓусебно. Благодарам што се јавивте и како што сега следува времето, одиме со реклама. Што е најважно, дојде времето да видиме како гласаа оние кои што на Инстаграм одговорија на нашата анкета. Па еве, Инстаграмџи на прашањето се купивте ли ќумбе, со не одговорија со вкупно 78%. А останатите 22% одговорија со да. Сега ако продолжите да не следите на социјалните мрежи, Facebook, црвена линија, Инстаграм и Твитер, продолжете да ја гледате програмата на Телма телевизија, а јас и вие се дружиме повторно утре во истото време. Поздрав и убаво поплат!